Почитувани влюбеници во емисијата Астрорум, добре дојдовте во уште едно онлайн издание. Овој ден имам особена чест и задоволство да разговарам со еден наш врвен музички уметник кој што живее во Шведска и кој што деновиве ја разбранува музичката јавност со навистина изморено изведување на Сербез Донка со симфониски оркестар. Ке се сетите дека станува збор за Благој Ламњов. Тој минатата година го издаде и своето прво авторско CD. Тоа е една прекрасна музика која што плени и со изведбата и со музиката која што ја носи. Јас нема да должам сега, бидејќи сакам да му дадам збор, тој да ни ги каже сите нешта и ќе му посакам добре дојде на Благој. Благој, добре дојдовте во Астрорум. Добре најдов, Бранка. Благодарам многу што ме покани. Вие се наоѓате во Шведска и нашите две држави, вашата матична и она во која што престојувате, не можат да се пофалат со убави бројки во оваа пандемија, но јас се радувам што ве гледам жив и здрав и како се чувствувате деновиве, што работите и дали има нешто известно за настапи? Не чувствувам некоја си грижа кон самиот себе искрено, повеќе чувствувам грижа кон светот, така кажано генерално. Овој период, како што не е на сите познато, за нас музичарите е доста тежок, затоа што не можеме да настапуваме. Сите концерти, сите представи беа затворени. Јас оваа сезона цела сезона работев во театарот на град Стокхолм, а така имав среќа да ние не почувствуваме никаква финансиска разлика оваа сезона, заради тоа што договорот ни беше во државна институција, нели во театарот на град Стокхолм. Но се чувствува нешто интересно и возбудливо. Така речено, јас сепак сметам дека е возбудливо сето ова што ни се случува во светот. Затоа што ако врне за сите и ако нешто се случува за сите. И можеби ќе изроди после сите кризи во светот се случува некоја ренесанса, ако мислите во таа смисла. Веројатно ќе излеземе поумни и поучени од пандемијата, па ќе станеме... Па се надевам, јас лично се надевам и верувам за едно попитомо општество и мислам дека народот по принцип после сето ова ќе биде потолерантен и ќе има повише разбирање, ќе владее повеќе, мислам, емпатија кон соговорникот кога разговараат двајца луѓе, ќе се разбираат затоа што и двајцата се нашле во едно исто и двајцата поминале низ еден тежок период и ако едно нешто ги спојува на светот, тоа е тоа сега што ни се случува моментално. Вие пред некој ден ме заинтригиравте со една фотографија што ја објавивте на Facebook, на социјалните медиуми, каде што обично луѓето, девојките ставаат пред и потоа, оној мейковер, а вие ставивте фотографија кои се вашите почетоци, една кафеанска атмосфера, а втората фотографија е денес, како настапувате како солист со врвен солист, симфониски оркестар. Затоа ова ќе ми биде повод да ве прашам за вашите почетоци. Вие сте велешанец, знаеме колку е позната и специфична велешката чалгија и ако можам така да забележам, вие сте една
еден продолжувач на таа традиција, на начинот на кој што свирите на кларинетот, една посебна суптилност, имате земено и од фолклорот, и од класичната музика, еден чуден, би рекла чудесен спој. Кажете ми како почна вашата дружба со музиката во Велес? Вие наследивте талент. Така е, го наследив талентот од мојот татко, од мојот брат. Татко ми го имаше еден од најубавите гласови кои јас некогаш во животот сум го слушнал, пееше народна музика, и затоа предпазливо се одбираше која музика дома се слуша. Јас се сеќавам уште како дете, родителите предпазливо одбираа што треба дома да се слуша, што не треба да се слуша, и мислам дека и ние како родители еден ден треба да бидеме предпазливи, затоа што музиката нели го крои, така речено, го создава карактерот на еден човек, од еден од факторите. Потоа, мојот брат свиреше и се уште свири кларинет. Тој почна да свири кларинет кога јас бев 5 години, и како тој напредуваше, јас бев сведок на сето тоа, и тој еден процес, тој еден преубав процес ми ствараше, иако јас дете, ми ствараше нешто, некоја желба кај мене самиот. Така да, кога бев 9 години, значи 4 години покасно, со мојата мајка отидовме во музичкото училиште во Велес, за да ме запишат на музичко, да почнам во основното музичко училиште. Жири комисијата праша, што сакаш да свириш? Јас реков, сакам како бато. Па тука следеа убедувања, ајде да свириш ти клавир, па да свирите заедно еден ден. Не, јас сакам како бато. А зошто не свириш виолина? Не сакам како бато. И тоа беше тој како еден тенис меч, како тениски меч, напред-назад, помеѓу мене и тие наставници. Една, можеби добра минута и пол. На момент само се насмевна и рекоа, окей, ќе биде кларинет. Тоа беше таа желба. Мислам дека секој професионален музичар почнува така, кога некој мој идол, кога ќе најде на нешто кое му ствара пријатно и убаво чувство, и како кое сака да биде и понатаму. И затоа еден од клучните моменти кај едно човечко суштво, да речем, уште доека е дете, е многу важно да се навикне на тоа што го фасцинира. Тука и родителите играат голема улога да го научат едно дете што е тоа што го фасцинира. Дали го фасцинира часовникот и скапата винтијага што ја носи некој човек на улица, или го фасцинира нешто друго. Затоа што работите кои најмногу не фасцинираат во животот, треба да бидат тие работи кои се бесплатни. Имам факт за тоа, јас самиот, затоа што тоа што ме фасцинирало бил мојот брат, и сега поради таа моја љубов и желба сум постигнал нешто, има уште што да се постигнува секако, но од тука е добро, за сега добро е. Откако го завршивте музичкото училиште во Велес, вашиот пат појде во нагорна линија, освојувавте и надпревари. Творечкиот пат ве води во Америка, престојувавте таму, потоа Шведска. Ќе ве замолам за еден кус пресек како одеше се во нагорна линија. По завршувањето на средното музичко училиште во Штип, се запишав на факултетот во Скопје, учев во Скопје на факултетот 2 години и одлучив дека измеѓу време имав и свадбарска кариера, тоа мора да се каже, зашто тоа е моје големо школо и моје минато, нема тука што да се бега или што да се правам дека не сум нешто што сум бил во минатото. Но јас одлучив дека не сакам ова да го правам. Не сакам на 50 години да свирам свадби, ако морам.
ако сакам, окей, но не сакам да живеам како што морам, затоа што сакам да живеам како што сакам. Цел живот ме води таа мисла. Нема да живеам како што морам, да живеам како што сакам. После факултетот, после втора година на факултетот за музичко уметност во Скопје, се преселив во Шведска. Испратив CD како приемен испит. После 2-3 месеци добив одговор дека сум примен на Универзитетот Лунд, на музичката академија во Малме. И тука останав 4 години. Многу научив и за себе научив многу, и за овој народ, и за македонскиот народ научив многу, што сум тука во Шведска. Баш интересно, но повеќе психологија и филозофија не во некоја друга прилика. Сега малку повише, нели, за моето образование. После тие 4 години во Шведска сакав да потрошам неколку години од мојот живот во Америка. Но во Америка човек треба да е предпазлив. Во Америка требаше предпазливо да одберам учам и од кои учители ќе учам. Зашто во Европа е, особено Западна Европа и Северна Европа, нели, скоро секаде стандардите се тие, но во Америка човек треба да е предпазлив, да не отиде во универзитет кој е ужасно лош, туку да оди во универзитет кој е ужасно добар. Така предпазливо ги бирав сите тие учители. 4 години во Чикаго учев, 1 година во Ист Ленсинг, тоа е универзитетски град во државата Мичиген. Научив многу, не само музика, научив многу за самиот себе, научив многу за светот. Многу луѓе ми помагале, многу ми помагале, особено во Америка, финансиски, се сеќавам една фондација на една докторка ми плати школарина и стипендија од преку 40.000 долари. Многу луѓе ми помогнале, дури и не сум знаел дека ми помогнале, никогаш не ни ми кажале дека ми помогнале. И тоа мислам дека е еден преубав карактер кај еден човек кој помага без да му каже на тој што му помогнал дека јас ти помогнав или јас те препорачав. Мислам дека таа една мисла и мене ме води денеска, да правиме и што можеме да правиме и како се однесуваме кон оние кои не можат да направат апсолутно ништо за нас. Безусловна помош. Потоа од Америка повторно се вративте во Шведска. Како ја доживеавте Америка? Напреднавте технички многу, големо искуство. Предпоставувам дека имавте директен контакт со джезот. Некако сите тие коцки се сложија во вашето музицирање. Она народното што велите, што е секако за пофалба. Сите зборуваат дека така наречената тезга, свадба, многу помага во изведуваштвото. И вие тоа го вградивте и со формалното образование. Значи, собравте се што имавте од искуство од Америка и повторно се вративте во Шведска. Да, апсолутно. Јас сите овие години и се уште до денеска јас сум жеден, јас сум eager, desire, имам голема желба за да учам, за да напредувам. И после секој концерт, пред секој концерт, јас од дома излегувам со таа помисла, ајде да видам јас денеска што ќе научам од овој концерт, што ќе го свирам. Океј, да видам колку ќе заработам, секако, но уште поважно да видам колку ќе научам. Тоа се случуваше сите овие години и во Шведска и во Америка. Во Америка многу, покрај тоа што имав добри професори, учев со професор кој работи во Chicago Symphony Orchestra, во филхармонијата на Чикаго. 2 години имав професор кој е пензиониран од Чикагската филхармонија, Лари Комс и Джон Брусиер. Од нив научив многу, но мислам дека најголемото школа ми беше тоа што имав прилика да слушам секојдневно светски познати добри учари,
Имавте можност да настапувате самите, се нудат можности во Америка, како што владее мислење дека е тоа ветената земја и дека секој може да си го најде местото под сонцето. Америка е многу поразлично од Шведска и во тој класичен свет е многу тешко човек да влезе да го скрши мразот. Јас имав среќа, имав неколку убави концерти. Не живеев од класичната музика, финансиски тоа никако, свирев свадби во Детройт, патував за Детройт за викендите, свирев свадби и се враќав на школа во Чикаго во понеделник наутро. Но тој класичен круг, тој класичен свет во Америка е многу чуден и јас се уште не го разбирам. Има многу добри, многу познати музичари кои работат во филхармонијата на Чикаго и кога ќе им се јават за некоја помала свирка во црква или било каде, одат ја прифаќаат. Додека во Шведска, мојот професор Андерс Олбери, ми се јавува, ме прашува слободен ли си да ја земеш оваа свирка и јас сум слободен, вика, ама мислам дека ти ќе завршиш поубаво таа работа од мене за таа свирка, оди свири ја ти. Таа е разликата и таков е и целиот шведски народ. Доста искрен, многу поразличен од македонскиот. Пред да направи нешто, пред да снима, јас гледам што се случува во Македонија и што прават и со наши народни песни кои ги преснимуваат. Човек треба да размисли малце, да се слушне, да размисли реално. Ова е народна песна, ова е наше македонско богатство. Треба ли јас да ја снимам или да му ја предложам на некој друг да ја снима? Овде во Шведска, ако му понудат на некој да биде директор на некоја институција, самиот ќе каже: јас не сум за тоа, но јас директор може да го уништам овој факултет. Многу се реални, многу се искрени, тоа многу ми се свиѓа и прават многу за овој свет. Прават работи што ние не ги знаеме, што никој не ги знае, што никој не знае, прават многу добра за овој свет, овој шведски народ. Вие споменавте факултети, самиот имате можност да предавате, да подучувате. Кажете ми малку за тој дел од вашата кариера педагошката. Па тука во Шведска студентите имаат слобода да, ако посакаат некој да им предава во текот на учебната година, разговараат со директорот на нивниот оддел и имаат прилика, дозволено им е да си одберат професор. Така јас ми се случува више 2-3 години наназад во факултетот на Гетеборг и во факултетот овде во Малме. Неколку студенти побарале од мене да им предавам балканска народна музика, така они ја викаат. И потоа факултетот мене ме контактира, ме прашува дали сакаш да предаваш. Секако дека сакам, нели? Тоа е едно многу убаво искуство кога човек предава на деца или на студенти. Многу важни се тука две работи. Првата работа е дека човек многу учи со тоа што предава, многу учи од студенти, од самиот себе. А втората работа е затоа што прифаќам да предавам затоа што чувствувам одговорност да го образувам тоа некој дете или тој студент, не само музички, туку и едноставно кажано да го образувам и да оставам, затоа што учителите ја градат таа иднина на некој начин. Учителите го градат, учителите се одговорни за тоа едно општество, за тоа питомо општество во кое сите сакаме да живееме. Јас многу разговарам со моите студенти покрај тоа што свириме и разговараме и на тема психологија и на тема како да го срушиме тој зид помеѓу нас и публиката кога излегуваме на сцена, кој патем зид кој ние самите сме го изградили. Затоа што ние излегуваме на сцена, забораваме дека сме таму да им служиме на публиката. Излегуваме
размислувајќи што сега публиката мисли за мене. Или размислувајќи чекај сега јас да се покажам. Тоа треба да си го смениме, да го репрограмираме нашиот мозок и да им служиме на публиката затоа што дошле, да им го дадеме тој сервис од нас, таа услуга за која платиле, за која дошле да не слушаат. Така, разговарам на многу различни психолошки теми со моите студенти и покрај свирењето, кои очигледно се задоволни од мене, но им се свиѓа сето тоа и ќе продолжам да прифаќам и час на Зад вас ја гледам насловната страница на вашиот компакт диск и ќе ве прашам дали откако ги надминавте сите бариери во техничка смисла, во музичка смисла, односно изведувачка смисла, ви стана просторот тесен, па почнавте да се занимавате и со композиција или од секогаш тлееше тоа кај вас? Бидејќи знаеме кларинетистите мораат да ги имаат тие способности, зашто мораат да кренат мане, што би рекле народно. Секогаш има простор за импровизација, од вас зависи каква ќе биде атмосферата на забавите, на свадбите. Од секогаш компонирате? Почнав да пишувам музика во 2004 година, кога се преселив во Шведска. Имав една многу интересна потреба да ме запознаат луѓето на некој начин, зашто се чувствував сам, се чувствував чудно. Имав и други потреби. Имав потреба да му покажам на некој колку го сакам. Имав потреба да бидам разбран од општеството, да покажам кој сум, без да разговарам туку преку мојата музика. Така, тој процес, тој беше еден долг процес кој траеше 14 години, од кога почнав до снимањето на албумот, на мојот албум Nostalgic Love, нели носталгична љубов. Започна 2004 година. Една од причините беше доближам до еден круг на луѓе кои никогаш претходно не слушале кларинет. Не си доаѓале дома од работа или во кола и јаде сега ќе слушам, ќе пучам со кларинетска музика. Тоа беше една од моите жестоки причини, да речам, и успеав во тоа. Успеав, го дизајнирав, експериментирав многу се снимав сами, многу се слушав. Така да, кога влегов во студио, кога дојдов на првата проба, што јас ја закажав со музичарите кои го снимаа мојот албум заедно со мене, јас веќе го имав албумот во глава, јас веќе знаев се како треба да звучи. Секој музичар имаше ноти, имаше демо снимки кои јас ги правев. Јас не очекував некој друг да го направи албумот за мене, затоа што не сакав, пред се сакав да биде искрено. Сакав да дојде искрено од мене и сакав заслугата да си ја имам јас. Гледаме луѓе, нели, излегуваат и пеат песни. Мене ми е тешко да ги почитувам тие пеачи, особено поп пеачите, со исклучоци на многу еден мал процент од целиот свет, затоа што инструменталната музика, ако е добро дизајнирана, добро створена, таа може да отвори еден прозорец, да речам, низ кој тој слушател ќе сознае за себе многу работи нови и ќе го гледа светот по-питомо, патеми ќе го запознае самиот музичар, самиот уметник, затоа што музиката говори многу за еден музичар.
Во вашата музика јас присуствував на скопската промоција на албумот и мислам дека и таму имав една забелешка дека вие го свирите кларинетот толку питомо, дури звучи како англиски рок, како сам навистина го ставате во една таква панорама, во еден таков контекст да не пречи, бидејќи таков дувачки инструмент во висок регистар тешко да се очекува дека некој ќе го слуша во кола. Таму повеќе одат некои звуци што наликуваат на фон, одошто сериозна музика. Сега гледам, прв пат слушам дека тоа ви била првичната интенција, што совршено се совпаѓа со мојата констатација. Очекувавте ли таков одглас од албумот? Вие си ја завршивте работата, сте знаеле што сакате, сте снимиле токму тоа што сте го сакале. Но дали одгласите од публиката беа очекувани? Тие се позитивни секако. Па, ти благодарам за комплиментите, Бранка, многу ми значат искрено. Искрено очекував, знаев што правам. Паметно ќе речам, окей, да не си давам сам комплименти, ќе зборувам како друг човек за мене, за Благој Ламјов, дека паметно и мудро ето тоа го створив, го направив и чекав 14 години, како што вели Владко Стефановски, треба сето тоа да ферментира, тоа е еден процес на ферментација. И јас кога го снимав албумот, јас знаев, во целиот во овој процес знаев дека ќе го сакаат луѓето кои никогаш претходно не слушале кларинет, затоа што јас во минатите години експериментирав. Ова не е преку ноќ создадено. Јас се вртеше по YouTube таа една стара верзија моја од Јовано Јованке. Јас експериментирав со таа песна за да видам што ќе се случи и како ќе реагира народот. Кога почнав да добивам одговори од коментари од народот во стилот: "Еј, Благој, кај тебе кларинетот е поинаков. А кај тебе нотата е поразлична." Тоа беше многу смешен момент. Кај тебе нотата е различна. Баш јас го имам одговорот и реков: "Супер, yes. Тоа е тоа што треба да го слушнам." Да, овие сите коментари од луѓето и тоа што ми кажуваат дека децата нивни им викале во кола: "Ај пушти го Чичко Благој да го слушаме", не ме изненадува. И на некој начин ми е жал што не ме изненадува, што ми е жал што не ме возбудува, зашто јас не го чувствувам мојот албум како што го чувствуваат слушателите. Јас не знам што сум направил. Јас се уште слушам и не можам да се слушам. Јас со месеци го немам слушано албумот и не ни сакам кога сме во кола или кога сме дома кај некој кога ме пушта, ги затнувам ушите, не ни сакам да се слушам. Јас се уште го анализирам, но тоа што го направив, тоа за кое целев, тоа за кое работев, го постигнав и Но секако се радувате и тоа јавно го кажувате, барем видов на Facebook, кога некој ќе ви направи онлайн порачка на многу копии од вашиот албум. Веројатно луѓето препознале дека тоа е производ што може да биде репрезент на македонската култура и ќе може да биде одличен подарок за некој сакан, ценет. Да, секако мојот ентузијазам е многу голем и слушајќи предавања на други теми, не на тема музика, туку на други теми, сум сватил колку ентузијазмот како се вика, кај еден човек е многу важен. Кај мене ентузијазмот и ми помага таа желба и тој ентузијазам и таа надеж, тој сон ми помагаат да работам и понатаму. Сега го спремам и вториот албум. И покрај се што се случува и покрај тоа што не знаеме како ќе биде во иднина, но едно нешто знам, длабоко сум уверен дека надежта кај едно човечко суштество е нешто кое никој на светов не може да ни го земе. Надежта и сон. Да, вашите реализации на соништата се навистина многу музикални, барем досега.
Јас повторно ќе се вратам на она снимка на Сербез Донка да го побиеме оној мит дека странските музичари не ја разбираат балканската музика, македонската музика. Ние слушнавме врвна изведба симфониска на Сербез Донка, иако тоа воопшто не беше лесно. Тоа е борба со неправилен ритам. Тешко е да се следи еден свирач како Благој, кој што не се држи помеѓу тактиците, туку редовно завлекува со шафот преку тактиците. Да, имаше такви пијани моменти во композицијата што и дава посебна драж. Да, дали сакате да одите во тој правец симфониска изведба на вакви композиции? Дали е тоа што ве интригира? Да. Кога беше завршен албумот и лани лето, некаде мај месец, јуни, така го слушам и дома размислувам дека ова сакам да го слушам со симфониски оркестар. И ќе го слушам и ќе го свирам еден ден. И бев убеден во тоа дека ќе се случи. Не знам како, но ќе се случи. И замислете, беше мај или јуни, јас во јануари, за половина година, добив повик од овој симфониски оркестар од Норшопинг, дека сакаат да настапам како солист, да отвирам 2 композиции, од кои едната ќе биде втората песна од мојот албум, Сербез Донка песната што е. Тоа беше едноставно од препорака на диригентот кој го диригираше концертот. Кога имале состанок и ја правеле програмата за следната година, што правиме на овој концерт, диригентот рекол имам предлог за тој концерт, Благој Ламјов. Еден друг член од комисијата рекол и јас го познавам Благој. Останатите рекле добро, дај да го слушнеме Благој. Во Шведска сите се одговорни и мора да се слушне тоа што е предложено. Пуштиле, слушнале и сите рекле, окей, го имаме солистот за тој концерт. Ми се јавија пред 10 месеци и тоа беше многу сериозен момент. Сватив дека концертот е сериозен, што ми се јавуваат пред 10 месеци, така морам да отсвирам сериозно. Многу сум среќен затоа што беше изведена една македонска песна, баш онака во народен стил, на народен начин, со класичен тон на кларинетот, со еден симфониски оркестар. Да слушам други изведби на македонска народна музика и преработки, и Симон Трпчевски гледам свири. Тоа е направено така баш како класична музика од некоја македонска тема и тоа е преубаво. Но ова беше баш специјално, ова беше отсвирено баш народно. И тоа ми е особено ми представува задоволство и сум пресреќен зашто тоа беше една од првите песни кои јас ја имам слушнато во животот. Затоа што сум растел со Сербез Донка, сум го слушал татко ми како ја пее, брат ми како ја свири покасно. Микроорните друштва во Велес сме ја свиреле, сме ја пееле. На седенки низ Велес сме ја свиреле, сме ја пееле и јас сега еден ден лежам во хотелот со далинското во рака и си викам јас сутре треба да ја свирам Сербез Донка со симфониски оркестар со еден од неколкуте шведски професионални симфониски оркестри. Знаете, чекате цел живот, чекате еден момент и еден ден, тој момент е утре. Тоа е многу интересен момент. И тука се ствара една голема одговорност и една голема храброст кај еден човек и размислува дека не смее да размисли. Размислува дека нема моменти за расфрлање, за трема, нема моменти за совети од други. Во тој момент, сам свој учител, имајќи го карактерот и тијата од тие карактери кои ги создавале мои учители, јас сакам да учам.
Јас само за крај ќе ве прашам дали има нешто известно, дали подготвувате, иако со пандемијава ништо не се знае, но еве, ни навестивте еден нов албум, подготвувате материјал, музичарите секогаш можат да си го најдат патот и да го искористат времето. И нешто за крај да ни порачате. Јас можам само да ви се заблагодарам за овој разговор, да ве чекам да се видиме повторно кога ќе дојдете во Скопје и да си одберете нешто од богатата понуда на Арс Ламина. Јас имам прекрасна една едиција од Петрема Андреевски, сигурно ќе сакате да го читате, се нови илустрации од неговата внука, но сеедно што ќе сакате да читате, тоа ќе ви подариме. Ова есен ќе работам во операта на Малме, 3,5 месеци, со Господ напред, надеваме дека ќе почнат представа. Нормален тек. И секако продолжувам да го креирам вториот албум, веќе го имам стилот, веќе ќе оди во истиот правец како што беше Nostalgic Love албумот. Овој ќе се вика, ќе го открием, ќе се вика Nostalgic Love 2. Ќе продолжам да размислувам за нови концерти со симфониски оркестар, веќе зборував со еден композитор, во план се нови 2 песни за аранжирање и за сега тоа е тоа што ќе ви го откриам, затоа што морам да имаме изненадување. Така е, и тоа се нови поводи за разговори. Ви благодарам за ова интервју и се гледаме во следната прилика. Се надевам тет-а-тет во Скопје, во книжарницата на литература МК. Благодарам, Бранка.